Pametno da trošime električna energija. Investirajte vo energetski efikasni uredi. Ajde, zaštedi domaćinski so Neptun. Do 22. januari. Еве сме со дел од македонските навивачи во Краков, фалангата го обои овој полски град во црвено-жолто. Следом навивачите ќе поразговараме, еве што очекуваме од денешниот дуел со Холандија. Само победа. Дојдени сме на победа и мора да победиме. Што очекуваш дека ќе биде клучно денеска? Кој очекуваш да блесне? Бековите, пекерите, Значи, ја искрено највеќе за моите сограѓани од Илинден сум доен, значи Гоце Ѓорѓиевски, Жарко Пешевски, третото дете не знам. Давид Савравски. Не знам како се вика, да. И ќе бидам многу радосен ако они успеат нешто да направат за да извојуваме една победа. Од кога ја поддржувате македонската репрезентација? Дали патувате на сите големи надпреварувања? Не, сега моментално живееме во Словачка, тоа ни е околу 250 до 300 километри од тука и се собравме другари, решивме да дојдеме. Зашто сме во можност да ја поддржиме репрезентацијата ракометна и селекторот Кире Лазаров. Фала ти. Нема на што. Уште еден македонски навивач во Краков. Загубивме во првото коло од Норвешка. Суперсилна репрезентација, денеска не чека Холандија. Што мислите? Па јас мислам дека денеска со мала тактичка игра Кире ќе спреми екипата и мислам дека ќе победиме. Ќе биде тешко, ама мислам дека ќе успееме. Очекувате некој посебно да блесне на денешниот надпревар, некој од бековите, пикерите, голманите? Зависи како ќе почне играта, дали со крила, пошто гледам дека колонѓаните се брзи, па ќе гледаме према нивната игра и ние да се опаднеме. Каде живеете? Ви од Македонија доаѓате или? Јас сум од Велес, легендата на ракометот од Македонија. Сите ме познаваат, одев на сите првенства, посебно ви кажам, јас сум уште во почетокот на нашата репрезентација, уште кој играше Манасков, Маринковиќ и сите, да не ги Новокмет и пред тоа Николич, сите бев, пошто ја бев и порано судија, ракометен, сите ме знаат и познат сум у јавноста за ракомет во Македонија. Значи сте ги поминали сите генерации на навивачи и на играчи. Каква е денеска и тоа е сега на ова правенство, ова атмосферата меѓу навивачите од Македонија овде? Па јас првата утакмица кога видов голем број, а посебно имаше фанови што луѓе работат во Словачка, во Чешка, во Германија. Многу благодарна за нив што дојдоа да ја бодрат нашата репрезентација. Што ќе биде успех за Македонија на ово светско првенство? Па како подмладена екипа, доста ќе биде успех да се пласираме, па потом по неколку години, ја мислам, ќе го вратиме сејајот на македонскиот ракомет. Благодарам да се радуваме на победа. Фала. За кого? За Македонија! Првиот пораз од Норвешка, денеска битка со Холандија, што очекувате? Па нормално победа, се надеваме и ќе се бориме за победа. Очекувате некој посебно да влезе од нашите ракометри денеска и да биде клучен во триумф? Па можеби на Кузмановски му еден од денес ќе видиме. Каква е атмосферата меѓу навивачите? Има дружба? Има да, дефинитивно. Имаше и претходно и вчера имаше. Денес продолжуваме по-живо, по-весело и Од каде доаѓат? од Битола. Од најракометниот град. Да, најракометниот има најголема бројка сме тука моментално од Битола. До сега сте биле на претходните големи надпреварувања кога играше Македонија? Па да. Дел нас тука на сите, дел на одредени, ама сегде сме учествувале, да. Имате некоја порака за ракометарите за крај? Ништо, борба до крај и нормално победа пласма натаму. Супер, загубивме од Норвешка во првото коло, денес не чека битка со Холандија. Кои се вашите очекувања? Па как ви сакам, нека бидат, ние сте дојдени за Македонија да навиваме. Нема тука дали победили или Македонија се сака и да губите да победите, Македонија се сака. Очекувате ли некој посебно денеска да влезе од нашите ракометари и кој би можел да биде клучот во победа? Па голман, пикер, бекови. Па можда Манасков, така што е по искусен. Па мислам дека тој може нешто да направи. Значи голманите се наред денес нешто да покажат, пошто се добри искусни за тоа. Од кога ја поддржувате Македонија? Дали сте биле на претходни големи надпреварувања? Па во ракометов да, исто пред 6 2006 бевме исто тука, а со Франција. 2016. 16, извини, 16. Да, и тога бевме исто. Секој ќе ги поддржуваме.
без разлика дали победат, губат, тоа е спортот. Не може сите да победат. Каква е атмосферата меѓу македонските навивачи? Има ли дружба? Има ли... Има. Екстра. Да? Значи, дружбата е екстра. Супер, фала ви. Чисто кога сме Македонија, а нема Полска. Супер, фала ви. Ништо. Не, сега се за таму сме тргнати. Фала ви на вас. Фала на вас. Еден од најголемите поддржувачи на Македонија, каде и да игра, каква е атмосферата овде во фан клубот? Атмосферата прекрасна и сами гледаат, гледат што тоа. Е прекрасно нешто. Сите сме дојдени за Македонија и само да тепаме, друго нешто не сакам. Има ли дружба меѓу навивачите од сите страни што доаѓаат на Македонија и на светот? Дружбата е неопишливо. А само сите што сме дојдени тука се знаеме само од надпревара. Не се знаеме предходно, а сите се дружиме како браќа да сме сите. Дали фалангата е најгласна на трибините во Краков? Нема погласно неа, значи нема конкуренција. И сами гледате, ние сме најбројни моментално туку во Краков. Мислам дека ќе имат 1500 гледачи тај пат. Еве го со нас е гост, еден од најголемите поддржувачи на Македонија, каде и да игра, секогаш со националниот тим. Така. Загубивме од Норвешка денеска е Холандија, што да очекуваме? Па што да очекуваме? Ако не друго, нашите ќе очекуваат максимална поддршка како и секогаш кога се работи за Македонија за репрезентацијата. Нормално, како и секој македонец очекуваме победа денеска, да се надеваме 2-3 разлика, но колку и да е, денеска мислам дека ни е клучниот напред. Ако они денес го дават максимумот на теренот, ние треба да даваме максимумот на трибините. И така и ќе биде, дека бидат сигурни цела македонска јавност. Очекуваш некој посебно да блесне, да биде клучен играч денеска? Кој? Очекуваш да блесне некој да биде денеска? Па видите, ракометот нели знаеме каква е колективна игра, така да не е важно кој ќе блесне, кој ќе отстапи, важно е сите да го дадат својот максимум, па се надеваме на позитивен резултат. Гледам дека тука има многу навивачи, каква атмосферата? Атмосферата е одлична, морам да кажам, иако минатиот пат бевме во многу поголем број, но еве како што гледам се повеќе и повеќе се пуни, така да ова ни е едно загревање за дека го чуваат сите својот глас за на теренот да бидеме најаки и најдобри како и секогаш што било така. Фала и на вас, поздрав.